По краткото освежување, топлинскиот бран се враќа и ќе не воведе во нов круг од пеколот, велат метеоролозите. По краткото освежување ни предстои малку постабилно време до почетокот на викендот со повисоки дневни температури и највисока температура од овие денови очекуваме во сабота, кога максималната температура ќе биде во интервал од 32 до 39 степени, ношти околу 37 степени. Колку долго ќе траат новите високи температури? Како што кажав, најтопло очекуваме во сабота, потоа очекуваме постепено опаѓање на дневната температура, меѓутоа и постепено дестабилизирање на атмосферата, така да од ден по ден ќе се зголемуваат условите за попладневна нестабилност со пореен дожд и со грмежи, а повеќе услови за ваквите процеси очекуваме од средината на седмица. На кои места од Балканот и државата ќе биде најтопло? Најтопло секако долж по Вардарието вообичаено, а од Балканот, јужните делови од Балканскиот полуостров, бидејќи од север постепено ќе ни доаѓа ова освежување. Дали температурите ќе бидат пониски во ноќните часови? Ноќните температури нема значително да се менуваат, бидејќи ќе имаме известно зголемување на облачноста во одделни денови, а и генерално не ви очекуваме да бидеме под нешто потопла воздушна маса, така да денес беа утринските температури од 11 до 20 степени, пониски од тоа нема да бидат, ќе бидат за степен до 2 повисоки во следните денови. Што за граѓаните значат новите високи температури? Зависи од човекот колку може да издржи. Топлотниот бран, цел свет е тоа еден вид болест. Шува јас едва ја одам од двај топлоте. Често ми се врти. Сме дома и на притчок, качуваме на притчокот. Малаксаност и ладно пиво како возрастна категорија убава пензија сега ќе ни покачат, пивче и под ладна сенка. И живееме до 102 години.